Океј, Пандамониум радио шоу број 8. Добро вечер, добро дојдовте. Ајде скреч позади микрофонот. До мене, мојот човек Activity. Здраво, Трајче. Добро вечер, Дарко. Вечерва не сме позади грамофоните. Вечера сме позади нашата нова миксета која ни ја донесе Бодан и позади 2 лаптопа и 2 микрофона. Тоа е серапот. Правиме втор дел од ретроспективата на 2020 година. Малце трема на почеток, кога ни е прв пат, но ни е 8ми пат. И се осеќам добро ради тоа дека истеравме 8 емисии. Ја би рекол дека е огромен мајлстон ако ме прашаш мене. Мислам, не дека не верував дека ќе бидеме овде, ама ми е добро со тоа што стварно работиме, стварно функционираме кој што треба, константни сме, мислам. И благодариме и на луѓето кои што се уклучуваат секој понеделник да не слушаат овде. Точно, big up до Notification Gang, сите што не слушаат на Mix Alert од самиот старт. Започнавме со албумот на Logic, кој се вика No Pressure, беше така добар за интро, бидејќи интрото на самиот албум е многу добро, плюс оваа песна која одбрати исто така ми се свија. Мислам дека е добар стартинг поинт за тоа што ни следува вечерва, тоа се албумите и проектите од втората половина на 2020 година. Доста поактивен дел. Ми мислам дека и секоја година е така. 2020 не беше нешто многу поразлично во смисла на колку изданија и каква музика све се вадеше летото, почнувајќи од јуни па до се до крајот на годината. Но конкретно за Logic не ми се верува дека ова ќе го кажам, ама Logic конечно извади добар албум според мене. Иако го поштев, има неколку добри микстейпови, све тоа што вадеше допред овој албум не ми се свијаше. Не беше албум материјал, беше многу корни. И ја не го делам, ја не сум единствениот што го дели тоа мислење, многу голем дел од публиката, иако тој има огромна фан база, но ова е стварно албум што беше надвор од неговите стеги, ги отфрли сите тие негови стигми и сите тие, не знам, работи позади кои што тој се криеше цело време и буквално направи албум кој што неговите фанови го заслужуваа. Со тоа што стварно е технички спремен рапер и добар продуцент и тоа го покажа на овој албум. Многу интересно дека со овој албум најави дека се пензионира од рап играта поради голем притисок од медиумите, од фановите. И затоа и се вика албумот No Pressure, бидејќи буквално надвор од стегите го прави без никакви притисоци и еве што искача, тоа е резултатот. Кога работиш без никаков притисок. Одличен албум, ако го немате преслушано, чујте го. Ја не сум некој преголем фан на Logic, имало песни кои ми се свигаат и многу песни кои не, али овој албум е сосема добар и како што треба. Како што веќе знаете, ако не слушавте прошлиот пат, идеме со по 2-3 песни од секој албум за кој ќе зборуваме, плюс некој сингл измеѓу, ретроспективно, не целосно, но така одиме хронолошки од јуни-јули па навака. Ќе продолжиме со албумот на Гана кој беше предвиден за претходната емисија, но го ставивме за оваа бидејќи некако стилски повеќе ми се поклапаше со тоа што ќе го пуштаме вечерва. Јас ќе кажам дека албумот на Гана за кој пишувавме први импресии веднаш што ми излезе на Инстаграм, ми остави, како го слушам се повеќе, подобро ми легнува и за мене е еден од топ 5 или 10 албуми од американската сцена за оваа година. Не ми се веруваше да го кажам тоа, али оваа недела го сфатив тоа. Ја не го делам истото мислење, но ќе кажам дека има неколку траки. Ете, една што ми текнува на ум е Аржентина. Не знам зошто, ама таа трака ми остана со мене. Но ќе бидам искрен, се немам навратено од кога го слушавме тогаш. Тогаш буквално го преслушав 2 пати, 3 пати, ако не се лажам, и се немам навратено од тогаш. Но еве, кој што ја памтам, Аргентина ми се свиѓа. Ајде да чуеме песната Вана, која го носи истиот наслов со името на албумот. Пак ќе влеземе малце покасно да позборуваме малце повеќе за овој проект, може? И да. Пандамониум радио шоу број 8, Гана, Вана, почнуваме, одnosno продолжуваме со ретроспективата на 2020 година. Уживајте. Sun Came Out, Гана, од Deluxe изданието на неговиот албум Вана. Ќе бидам искрен, еден од Deluxe албумите кои многу ми се свиеше, имавме многу оваа година, добивме тоа некој нов тренд, се врати трендот на Deluxe поради некои други причини, али конкретно овој албум ми донесе многу нови песни, добри песни, поинаков редослед, значи он го имаше конципирано сосема поинаку неговиот Deluxe албум со различна трак листа и можам да заклучам дека колку повеќе го слушам, се повеќе ми се свига. Сега пред некој ден ми се појави еден микс на YouTube кој е некој диџеј направил микс од сите песни споени со транзиции и звучи многу добро. Исто имаше еден настап таму летото за време на карантин Live in LA, кога го презентираш и албумот.
И тоа ми звучи многу добро, многу ми е вајби, многу ми е чил за таков некој муд која сакам да исколирам и нека да свири нешто позадина. Вана ми е супер. Што мислиш? Па не знам, ја и уште кога искочи немав баш најпозитивни коментари, бидејќи стварно од аспект на продукцијата ми се свиѓа. Уизи стварно си го направи своето, овде голем дел од продукцијата е на него, но не знам, пишувањето на Гана, песните како се составени, мене сето тоа ми нема некое артистичко значење освен мудот кој што го носи, но покрај тоа онака малце ми е бленд, затоа и се немам навратено. Но тоа е интересно ти што велиш, дека ти го слушаш кога сакаш да се опуштиш. Ја мислам дека мене поише би ми пораснал на мене онака буквално, ако го слушнам некаде на некоја журка во почетоците. Како некој интро за некоја добра рок. Не знам зашто, но тоа 2020 не ни го послужи, немавме шанса да излегуваме по клубови и мислам дека можеби и од таа страна и од тој аспект Гана не го сметам за артист што би го слушал дома. Не знам зашто, ама тоа сум ја. Па да, добро. Музиката таму негде му припаѓа дома или да, warm-up. Ама предпоставувам дека и ја така го класифицирам и малце некако го стигмазирам, но не знам. Го имам слушано тоа што го спомна настапот лајв што му беше дома од терасата, тоа стварно звучи во лајв рендиција, албумот звучи сосема поинаку и можеби тоа ми се свиѓа многу повеќе неголи студио верзијата на самиот албум. Тоа е тоа. Вана Гана, ако ви се свиѓа ваков вајби трап, чујте го, ако го немате веќе слушнато, верувам дека многу песни ви се имаат појавено по плейлистите на Spotify, кај нас на радио и слично. Ќе продолжиме со албумот на Pop Smoke, посхумниот албум кој предизвика многу позитивни реакции, водушевувачки реакции, дури би рекол. Би сакал да слушнеме песната Enjoy Yourself со Karol G, па да влеземе после тоа и да позборуваме малце повеќе за него. Може? Може. Идеме со Enjoy Yourself, Pop Smoke и Karol G. I'm so into you. I'm so into you. I'm so into you, baby. Something Special, Pop Smoke со семплот од Fabulous и Tamia. Ја буквално тоа го заклучив пред 2 минути. Да, уште на првото слушање го приметив тоа и... Ја не го приметив, ја сеја некако случајно го кажав тоа и се потврди да е точно. Да. Многу ме потсеќа. Многу интересен албум и на овој албум Делукс изданието донесе многу бидејќи Pop Smoke е починат и се извади максимум од неговите снимени вокали од претходно. Мислам дека многу изненадувачки албум, веќе изборевме на неколку наврати за него, али пак да го спомнеме на кратко. Во него се најде се од ваков throwbacks, R&B, до drill, до некој афробит, комбинација со Давидо во Делуксот. И ќе ти кажам, ќе бидам искрен, ми се свиѓа ова. Очекував многу поише drill slides и bass slides, буквално онака drill музика, но ова ми изненади. Ми изненади за позитивно. Се гледа и увидно е влијанието и од 50 и од се, ама се гледа дека тоа трга и од самиот Pop Smoke. Имало нешто кој што сакало тоа да го направи. Тој веќе спремал некој ваков стил бидејќи се гледа дека песните се направени вака некако да звучат. Да, ја би рекол Enjoy Yourself буквално онака ми е Diddy vibes, 2000s Bad Boy Records vibes. Па тоа е, значи овој период кога почна стидови песни да излагаат, се го осетив тоа враќање на големата врата на тоа клубското R&B што го викам ја, и многу ми се свига и Pop Smoke со овој албум, иако постхумен покажа дека беше многу повеќе од дрил артист и беше спремен да биде главна фаца во хип-хопот. И тоа што е најважно е, мислам дека еве и сега следен ќе го збориме него. Добивме 3 постхумни албуми и сите беа направени онака in a respectful way, со тоа што стварно ги испратија артистите со одлични албуми, за бидејќи најчесто постхумните албуми знаат да бидат cash grabbing момент, бидејќи си највисоко кога си мртов и сето тоа кога е свежо, и Juice WRLD и Pop Smoke и Mac Miller, кој што го зборевме претходната емисија, сите извадија феноменални, нивните естеици извадија феноменални албуми. И се надевам дека е кажано е дека Pop Smoke има уснимено многу материјал, сакам да го слушнеме цел тоа, сакам да видам што имало планирано и кај сето тоа ќе води од креативен аспект. Мислам дека ќе чуеме и добро е да не излага се одеднаш за да очекуваме и што е следно. Се слагам. Го одбравме синглот For the Night со Lil Baby, The Baby, за мене топ 5 песна годинава. Ненормално добар бенгер, добра ми е за во кола, добра ми е за кога трчам, добра ми е вака за на радио.
Ќе слушнеме For the Night и после неа ќе слушнеме песната The Bigger Picture од Lil Baby, една песна која остави огромен стейтмент за 2020 година во моментите кога се појави во прав момент. Но ајде да ја слушнеме прво, па да позборуваме за неа. Идеме со ретроспектива, знаете, пишете ни у чет на Mixlr да го размрдаме четот. For the Night, една од најдобрите песни годинава според мене. Многу добар бенгер, се уште не ми е досадена, аж 6-7 месеци ми е постојано во ротација. Уживајте. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead start here. We didn't have a hell of a year. Lil Baby, The Bigger Picture. Една од песните кои одбележаат 2020 година, дефинитивно. Една од најважните песни, ја би рекол. Кажи ми ти, што значи оваа песна за тебе и што значи оваа песна за кариерата и делото на Lil Baby? Па мислам дека го сертифицираше ко артист што е значаен за културата со тоа што сите го мислеа за обичен трапер, иако тој во песните покажуваше и стварно длабочина и интроспектива и ретроспективни песни имаше и во својот албум, но песнава го крена мислам и го елевираше на малце повисоко ниво со тоа што и се појави, ако не се лажам, во исти момент или во овде некаде во близок интервал заедно и со RTJ и во најсилните, кога беа најсилно изразени протестите ни за Америка. И ова беше гласот на младината во тоа време. И не само на младината, впрочем на целите протести и за тоа што тие стојат. Така да ова го цементираше Lil Baby кој е еден од најважните артисти за 2020 година. Се сложам како продолжение на албумот My Turn кој го зборувавме претходниот пат, оваа песна само го зацементира уште повеќе неговиот статус. Апсолутно. И тоа што мене најмногу ми се свига кај песнава е тоа што многу ретко може да се долови да биде песната и бенгер, а и да има многу силна содржина и силна порака. Ја тоа го реков и претходниот пат, ќе го кажам и сега. Roddy Ricch и Lil Baby се единствените кои што го направија тоа во последните 2-3 години кои што памтам ја. Од трап сцената. The Bigger Picture за многу медиуми ја одбра и како песна на годината и со право. Со право, најмногу поради значењето, многу е тешко да направиш добра песна која има уште поголемо значење. И е релевантна за тој период. Иако е врзана и излезе во времето кое што искочи, песната останува релевантна и за понатамошните struggles кои што се случуваат во Америка и со целото тоа индискриминација кон би рекол кон црнците и не знам како да. Да, сите социјални неправди. Апсолутно, да. The Bigger Picture, Lil Baby, песна на годината, според многу се сложуваме со тоа. Тоа што ќе слушнеме следно е песната Conversations од Juice WRLD, од неговиот посхумен албум, и некој морам да споменам овие 3 песни конкретно се најдоа на последниот микс кој го направивме заедно со Панчо, Best of 2020 микс, кој е достапен на Mixcloud, достапен и на YouTube. Прв пат закачав микс на YouTube после полого време, се надам дека нема да ми го трнат, бидејќи рекоа дека смениле дел од копирајтс полисите, па ќе видиме до кога ќе тера. Тоа исто така е достапно како плейлиста на Spotify. Одбравме 35 ултра бенгери меѓу кои се најдоа овие 3 песни. Ако немате чуено, чујте, тие таа плейлиста планирам да остане така да биде као стейтмент, да се стои као една селекција Best of 2020. Спомна преска дека добивме 3 одлични посхумни албуми. Кажи ми дали го преслуша целосно албумот на Juice WRLD? Да. Дали го осети? Не. Не знам зошто го преслушав, но ќе бидам искрен. Ќе ти излажам ако ти кажам дека сум некој огромен фан на Juice WRLD, иако го фатив рано. Уште, ако не се лажам, и се возевме у кола која ја пуштивме и прв пат негови песни, ама не остана тоа со мене. Премногу меланхолија, темите кои што ги обработува и ни сите негови проекти не резонира со мене и едноставно не можев да се поврзам, иако од артистичка гледна точка и од технички аспект тоа што умее тој да го прави каков текстописец е тоа не може никој да му го одземе. И ако се сеќаваш и на сите фристайли што ги имаше направено, мене тоа поише некако малце ме восхитува кога зборам за Juice WRLD, него ли самите проекти, иако и тие се од извонреден квалитет. Конкретно за Juice WRLD и за неговиот посхумен албум, да, го слушнав, но не се навратив на него, не ми е толку близок, не ми бил близок кој што ми е Mac Miller, кој што Circles го слушам еднаш неделно најмалце. Така што немам некое оформено мислење, но
throughout Back and Forth ми се свиѓа албумот и е in a respectable way, кој што реков, заедно со Pop Smoke и со Mac Miller и Juice WRLD доби едно одлично испраќање кој што беше. Јас не го слушав веднаш што ми излезе, го чекав правиот момент да бидам во права состојба, да бидам во правиот муд да го преслушам. И објективен. Да, и објективно, и кога го преслушав за да пишувам албум ревју кој може да го прочитате на Pandemonium Radio на Инстаграм, го осетив албумот со целост, сватив што сакал да каже, како се осеќал пред да умре, иако не умре, умре поради други причини, сепак со него таа меланхолија мислам дека до сега беше најизразена тука, дека претходно беше комбинација на парти, Careless Life и лоши моменти, а сега беше нека многу повеќе негативен и тоа се осеќа во албумот, дури некои песни не можам да ги слушам, ќе бидам искрен, песна што ставивме Wishing Well, кој да го гледам и спотот, ми прави некој такво чувство, ме допира малку од внатре, бидејќи се осеќа баш дека има човекот нешто што му тлее во него што не е убаво, а многу добро знае да го изрази тоа што е многу добро од друга страна. И претпоставувам дека и тоа е причината зашто ја и го немам толку преслушано и му немам оддадено толку внимание, бидејќи стварно годинава иако беше таква кој што е. Не ти треба нешто што поише да те... Дефинитивно. Се гледав да слушам уште толку малце по-аплифтинг музика за да се кренам ја и мојот дух. Така што би рекол respectable release, одличен поздрав за Juice WRLD и ко финален албум негов, каде што тој имал умешано во креативен процес. Тоа е тоа. Ќе видиме неговиот стејдж што ќе направи. Претпоставам Juice WRLD дека исто имам премногу материјал снимено, така да ќе слушаме нови ствари од него и неиздадени. Сигурно. Идеме со Conversations и Wishing Well од албумот на Juice WRLD. Пишете ни во чет као и се свигаше. Ова е еден многу добар бенгер. Следната песна е малце по-deep, Wishing Well. Уживајте. Killing me softly, Lord hell. Sometimes I don't know how to feel. Тоа е Wishing Well од Juice WRLD. Deep shit, као што можете да чуете. Ако ви се свиѓа ваква меланхолична и на некој начин тажна музика, сигурно ми се свиѓа ова. Ја и рече не осеќаме баш. И среќен сум дека не осеќам од една страна. Факт. Но ќе кажам, го зборевме тоа сега пред да ги уклучиме микрофоните, во поглед на експресија е стварно еден од најекспресивните артисти што може да постои. Искрен, интроспективен и не се ги крие чувствата. Тоа е квалитет кој што никој не може да му го одземе нему. Ти прави некој филинг и да не си тажен ќе те направи онака малку да се прашаш и што е работава. Да. И не знам, тоа е валја причината зашто и него толку слушам. Не дека не го поштувам, има одлични песни, но на крајот на денот стварно не се чувствувам така и не сакам да влезам во таков муд, да бидам присилен да влезам во таков муд. Точно. Juice WRLD, Rest in Peace. Се надеваме дека ќе чуеме уште музика што има снимено. Ајде малце да развеселиме работата. Мислам дека ни треба сега. Ќе продолжиме со Амине, еден артист и еден албум Limbo кој го преслушав неколку месеци од како излезе. Знам дека со Димитар Милев баш зборевме, он ми кажа да го чуем обавезно. И исто и за него чекав прав момент, бидејќи тоа што имав слушнато од него претходно ми беше хит and miss за мој вкус. Но кога го слушнав албумов, мислам дека таму неде август-септември, кон крајот, неколку месеци или еден месец од како излезе, го осетив многу добро и веќе имам и пола песни во Сарато ми состојани. Многу често го пуштав и на стримовите кои ги правев во среда. Кажи ми ти нешто повеќе за албум, дали го преслушаш, што мислиш за него? Ами не го преслушам на денот кога искочи, го очекував овој албум и го чекав да искочи за да го преслушам, со тоа што претходниот микстејп пред ова, тоа што го извади проектот што го извади беше микстејп наместо албум, тој го барем класифицираше како така и стварно беше мис, со тоа што пишувањето беше мрзеливо, продукцијата беше многу чудна и овде ова беше огромен степап за една година, тотално се измени, тотално се промени. Музиката беше повесела, поискрена, подобро пишување, текстовите, аранжманот беше на музиката многу подобар. Продукцијата исто така беше од микс и мастер беше level up. Така што ги има хитовите, но има и такви некои бенгери кои што се B-sides, deep cuts во самиот албум. Одлични features би рекол. Имаше одлични соработки овде. Така што
И посебно и делукс верзијата, значи имаше од R&B светот до рапери, до трапери, така да секе се најде, има некои инди имења кои Injury Reserve, кои што се едни од најинтересните групи кои што се појавија неколку години уназад. Но Ева да, ја слушаме песната Easy, некој гостува Summer Walker, тука беше Slow Tie, Vince Staples и Young Thug, има одлична песна Compensating, која се најде и на плейлистата на Нина, J.I.D, Charlie Wilson, интересни соработки. феноменални соработки, ја би рекол, и огромен степав, кој што реков од претходниот проект. Бидејќи Амине ги имаше тие неколку хитови, Caroline и таквите кои што има и огромен views и стварно имаше огромно внимание, но не беше тоа. И овде стварно подлабо копа, продукцијата си го прави своето и овде е тој кој што е. И затоа многу повеќе ми се свиѓа Limbo и тоа би рекол и го оправдувам и Deluxe изданието, иако го знаеш мојот став на Deluxe верзиите што се сите појавија во 2020. Ама ако не се лажам, излезе 3-4 месеци покасно и да. донесе неколку нови песни, кои одлично дојдоа откако ни легна целиот албум и го преслушавме, па они даду уште 5-6 песни други да Со тоа што и добро се надоврзуваат на целата приказна и на целиот тој муд и звук на целиот албум. Да, Мисис Клин таму исто многу ми се свиѓа, баш ја пуштив у петокот на стрим. А Мине ми е еден од артистите кои не сум ги рейтал пред оваа година, но сега последниве месеци се навлеков и ќе повторам уште еднаш, не ми беше Not My Cup of Tea, беше хитен мис на почетокот на кариерата од тоа што слушнав од него, но со овој албум ме купи и го следам активно и чекам што има што ќе презентира ново. Се надевам дека само вака ќе продолжи, нема да има некои слаби изданија како претходното. Мене ми се свиѓа дека сите се негов стил, некако звукот се препознава дека е тој, но има разлика од инструментал во инструментал. Опфаќа повеќе ствари. Дефинитивно. Диапазонот му е многу голем со тоа што стварно има звуци од R&B, има трап, има рап, каде што стварно рапува онака фрла 16-ки одлични. Не знам. Мене ми е феноменален со тоа што многу интересен проект, многу разновиден и тотално неочекувано, луѓето не го очекува. И ако погледнете и на светските познати страни и блогови, секаде високо рангира. Ако не топ 15, топ 20 сигурно. Сакам уште нешто те прашам пред да пуштиме песната Easy. Во кој кош го ставаш? Со кои артисти го ставаш во ист као поджанр или би го препорачал на луѓе кои слушаат каква музика? Ја би го препорачал на луѓе што слушаат добра музика, Colors еве, Алексеја се уклучи и би рекол ако сакате некој одличен микс и од трап сцената, нешто малце по-попиш, малце по-интересно, поразиграно, а и го сакате малце по-традиционалното и рапот, ова е одличниот микс. Ова е одличната фузија измеѓу тие две. Каде што има пеење, има трап, има рап, има за секој слушател да се задоволи. Мене ми беше препопиш, не знаев кај да го класифицирам кога го слушав првите пати. Сега уште не знам, но сега бар знам некој албум ми се допаѓа топ to bottom, од почеток до крај. Интересно е, баш сакам да ни пишат луѓето, еве кога ќе чујаме оваа песна Easy, каде би го класифицирале и кој стил се според вас ова, баш ме интересира. А Мине, Summer Walker, Easy, уживајте. Can't Decide. А Мине, обравме 3 песни од овој албум, бидејќи стварно ни се допаѓа на сите тука. Чујте го, пишете ни како ви се свиѓа, мислам дека за мене ќе повторам уште еднаш откритие, не го открив како артист, него ми го привлече вниманието и симпатиите со овој албум. Звукот ја би рекол дека е откритие. Со тоа што и само низ овие 3 песни слушавме 3 различни стила, ако мене прашуваш. Да, Беки беше еден звук, Can't Decide беше друг. А сепак си има негов печат. Апсолутно, да. Се знае дека ја мине песна. Се селиме на албумот на Нас, една легенда која постојано вади проекти, вади албуми, ретко кој албум, според мене, проаѓа баш како што треба од него последните 15 години, да. Но овој албум изненадувачки помина одлично. Излезе во прав момент. Би рекол дека е совршена должина 13 песни, албумот на Нас се вика King's Disease. Продукцијата е од Hitboy, не секаде, но мислам дека он е како екзекутив. Он е екзекутив продусер, да. Што мислам дека му даде многу голема свежина на Нас и гостувањата тука го направи албумот да биде порелевантен и за помладата публика и затоа мислам дека Нас извади
многу добар проект. Ќе бидам искрен, од прва до последна песна го прислушав само еднаш или два пати, но песните кои си ги извадив, ги ставив во сарато за пуштање и ги наместив по плейлисти, ми се постојано во ротација и високо го рейтам овој албум оваа година. И се слагам со тоа што и самата култура го потврди тоа, сепак е Grammy nominated. Така да ова е огромна победа за нас, ја би рекол. Мене искрено, би рекол дека во последните неколку години со тоа што, ако не се лажам, 2018 беше тој ролаут на Kanye од по албуми од по 7 песни, Да. каде што и нас имаше албум, така, на Sir. Мене тој ми се свиѓа, Bonjour ми е една од најубавите песни за 2018 година. И тој албум мене ми се свиѓаше, иако беше малку избрзан и самиот нас вели дека не е задоволен, но King's Disease беше нешто сосема поинаку. Се гледа дека посветил време да го креира ова би рекол ремек дел од него во последните 10 години. Еден од најдобрите албуми што ги има извадено. Најдобрата музика што има креирано последниве 10 години. Слагам. Hit Boy го вади тоа од него на многу интересен начин. Продукцијата е и различна. Значи имаш од до. Со тоа што Spicy, иако е таква кој што е, има еден неверојатен апил околу неја и мене ми е топ 10 песни за годинава. Исто. Одлична песна. Плюс да збориме за, кој што рековме, за гостувањата. Имаш луѓе код The Firm, го имаш Lil Durk на нас албум. Да, Big Sean и Don Toliver не на трака. Така, тоа е огромен рейндж и огромен гроут со што тоа го покажува нас. Но и знам од кај доаѓа, нас и има соработки со DJ Khaled, кај што си има и на неговиот албум најдено. Со French Montana. Така, кај French Montana. И не би рекол дека е прав трапер, бидејќи ако го знаете French Montana, кој што ја го знам French Montana, кај што рапува на микстейп, на микстейпови, така да тоа е и некој и тоа е тој New York connection, но нас со дамна сака да влезе и во тие, би ги нарекол трап води, кај што влага со помлади артисти да работи и си го отвори видикот и многу ми е мило тоа што го прави. И мислам дека му лежи и мислам дека во 2020 година конкретно ваков звук како што има на King's Disease е тоа што треба да според мене како треба да звучи тврд, а добар хип-хоп. Се слагам. Интересно е со тоа што и после толку години низ неговата кариера се уште расте кој артист и се уште учи и се адаптира кон културата. Така да Што е редок пример. Апсолутно, да. Тоа е интересното, тоа е доброто, затоа и луѓето толку високо го рангираат King's Disease, така да не збориме многу, да не должиме даре. Кажи ни што имаме спремено за вечер. Ќе слушнеме песната All Bad на која гостува Андерсон Пак, кој што е на многу интересно гостување, и после тоа ќе слушнеме песната Spicy, која е хајлајт од овој албум, на која гостуваат Favi Foreign, A$AP Ferg, продуцирано од Hit Boy, Benga Ripple. Benga Ripple. Феноменално. Се мислевме да направиме како најавен джингл, да направиме инструменталот, али закаснивме со тоа, така да ќе видиме за понатаму, можда ќе го направиме at some point. Идеме со All Bad, Андерсон Пак, нас, King's Disease, малце поинаков саунд и после тоа ќе чуете песната Spicy, ако ја немате чуено, Бенгериш. Уживајте. Boy, we got another one. Pricey. Nostradamus. Fabio. A$AP Ferg. Yeah. Нострадамус, Фавио, A$AP Ferg. Имаш убава забелешка дека ова е са 3 генерации кои доаѓаат од Нью Йорк, 3 различни стилови. Да, со тоа што се сеќавам на тоа што го кажав, Фави, иако е врсник на Ferg, се појавија во сосема различни ери, би рекол. Иако се 8 години некој, ако кажеме дека Ferg се појавил 2012, Фави се појавува 2019, но стварно звукот е многу видоизменет од тогаш. И Фави репрезентира една сцена, Ferg репрезентира друга, а нас е легенда кој што трансцендентира низ целото тоа време. Така што одличен микс и згора на тоа го имаме Hit Boy кој продуцент, да не го забораваме. Битов е лудило, една од најдобрите продукции според мене за 2020. Така што Дамилев вели дека Hit Boy е MVP за годинава. Да. Се слагам. Премногу работа, премногу добри битови, одлични соработки и мило ми е што продуценти добиваат шајн кој што добива Hit Boy. Да, ама мислам дека он сам се го искасла вниманието, бидејќи почна да се појавува повеќе како артист, го има во кредит постојано, вади своји проекти. И тоа мислам дека е одлична школа.
Да. Он сам се третира малце повеќе од само продуцент. Има некаков презенс во сите тие проекти, освен тоа што е на продукцијата. И тоа е мислам и одлично школа за продуценти ко Кардо, ко Harry Fraud, кои што исто се појавуваат на самите проекти на кои што учествуваат во продукција, се појавуваат и во спотови, се појавуваат и ко кредитирани на самите Spotify пејџови, така што тоа е одличен мув за продуцентите како да се го земат својата. Точно. Се селиме, ќе пуштиме една песна од албумот на A$AP Ferg, Floor Seats 2, кој е продолжение на Floor Seats 1, кој излезе лани. Еден албум кој според мене беше издаден во погрешно време и малце како избрзан и повеќе ми го сеќам како некој избир на Leftovers. Иако има неколку бенгери на него, што е нормално и очекувано кога станува според A$AP Ferg, но проектот како проект има 11 песни, максимум 3 или 4 би ги одвил како окей, повеќе за клубови, а годинава немавме клубови, така да мислам дека беше малце фейл и мислам не фейл, него едноставно примената не можам да му најдам баш оваа година конкретно. Знаеме каков е Ferg, дека е енергетичен но ќе нагласам нешто. Floor Seats 1 би се свиѓаше многу повеќе него ли Floor Seats 2. На Floor Seats 1 има една од омилените мои песни за 2019, а тоа е Dream Tales and Fantasies, така што за разлика од тоа што беше Floor Seats 2, огромен мис според мене. Па да, ама излезе во друго време 2019, го гледам се има 9 песни, значи 4 песни пократок, поконцизен. Мене песната Wham со Made in Tokyo исто ми беше добра тој албум. И за денеска избрав една песна на која се појава Made in Tokyo и е чудно, но интересно звучат тие двајца заедно. Добар, да. Ја би сакал да слушнам и проектот нив. Да, кратко EP као звучат заедно. Било добро, да. Movie Hips, песната на која гостуваат Ники Минаж и Made in Tokyo, една од моите омилени песни од овој проект. Избравме само една, бидејќи само и толку вреди да чуете, инаку може да имате слушнато сингл од Денис Родман на кој гостува Тайга. Исто е многу јак бенгер, но за жал не сме во клубовите да го слушаме. Ја нема таа примена. Ќе го спомнеме сега само, значи Movie Hips, A$AP Ferg, Nicki Minaj, Made in Tokyo, па се селиме на албумот на Big Sean, Detroit 2. If it ain't Nipsey Blue, it's Detroit Blue. It's that Detroit 2, I'm bringing it back to my hood like D-Boys do. Gone. Detroit So the 2, collaboration though, the Nipsey and who? Oh man, I'll Deep probably send Reverence, payroll, Big but Sean и Nipsey Hussle. Me and Big Sean talked about doing something recently too, so Ќе го скратиме во аутро Nipsey Hussle што збори. with all of Detroit. Detroit 2 го направи Big Sean, човекот со камбек на годината, може да се сложиме? Би рекол, да. Стварно се врати на голема врата и среќен сум за Big Sean, бидејќи ја го слушам и исто одамна уште пред Kanye деновите, со Guap и со Guap, да. Да, тоа ми беше мене интродукцијата заедно со J. Cole и сето тоа во тој период сите се појавија. Точно. И среќен сум, бидејќи Big Sean е стварно квалитетен рапер, но иако го има тој корни апил исто ко малце, не толку, не до тој степен ко Logic, ама го има каде што луѓе стварно не го перцепираат, не го сваќаат сериозно, но последниве неколку релиса што ги има направено и заедно со 2088, заедно со Жене Ајко и неговите соло проекти, посебно Detroit 2, ова беше многу интроспективен албум, многу сериозен албум и многу искрен за него. Луѓето не знаеа што да очекуваат од него, знаеа само дека ќе извади албум продолжение на Детройт, така што одлични, има интересни соработки, продукцијата е многу интересна, Lithuania, зборевме за Hitboy, Travis Scott и Hitboy, тоа звучи феноменално. Го има Didi, брат, го има на албума, значи влечи звуци од секаде, многу и од географски вака положби би рекол, значи низ Америка, и е одличен од на Детройт, со тоа што и го репрезентира градот, бидејќи знаеме Детройт дека е таков како што е сега, е веќе еден од најзамредните градови во Америка. Така што тоа останува, не знам, би рекол дека стварно е добар камбек и ете, се надевам дека ќе продолжи вака да работи. Ја мислам дека беше очекуван албум од него, сакавме да чуеме вакво нешто кај што ќе биде квалитетно стварно и ќе може да се слуша, можеби не од прва до последна песна, али ќе може да се слуша онака, ќе има песни за различни намени, ќе има песни. За мене ова е класичен онаков хип-хоп албум, најчесто порано имаше деби албум, каде што има и 2-3 лабави песни за радио, 3-4 дип песни, 2-3 бенгери за во клуб, баш онака сеопфатен некако албумот
и тоа што ни требаше од Big Sean на моменти е pre-deep и pre-интроспективен за мене. Песни као Harder Than My Demons, кај што збори за проблеми, за демони внатре во него и слично, со тоа не го осеќам баш на некој начин, па дури на оваа песна Deep Revision зборува за многу работи со кои се соочувал последниве години, но за него како артист е многу добар проект. Не знам дали би го ставил во моите топ 10 или топ 20 за годинава, најверојатно не, но го ценам тоа што го направи Big Sean и ми се допаѓа. Се слагам. Но ја ќе кажам пак дека тоа што тој е така копа длабоко во себе и го вади тоа на виделина и го става во песна, тоа е само еден квалитет, ако ме прашаш мене. Бидејќи ќе има луѓе сегогаш кои што ќе се поврзат со него, иако можеби тоа не резонира толку многу со мене, го поштувам бидејќи стварно имал на еден начин имал сила да го стави тоа и да го покаже тоа на еден таков албум каде што луѓето стварно чекаа и очекуваа да видат што тој ќе извади. Бидејќи целата таа драма што се случи со жене и како тие издржаа таа цела ситуација за после сите тие афери што се случи и случката со детето, небитно. Детройт беше одличен албум и одличен шоукейс на тоа што може да направи Big Sean. Интересно дека Big Sean доби улога за креативен директор на Детройт Пистонс тимот. Не знам ли точно креативен директор, али некоја таква функција доби каде што ќе биде заложен, ќе има улога во креирањето на униформите, настаните во салата и слично. Ајде да видиме што ќе носи тоа. Што е многу добар чекор за него да се врати кариерата на прав пат. И тоа е добар потек од NBA. Ако не се лажам, поправете ме ако грешам, мислам дека и A$AP Ferg ја има истата улога за Можно не за Nets, извинете, за Knicks, со тоа што извади он дресови заедно кои што беа инспирирани и тоа беа правени заедно со еден од неговиот камп. Не го знам точно на име, но одличен потеки од NBA за да вклучи луѓе кои што се влијателни во културата за да имаат таква некоја креативна рака во целиот тој процес. И во својот град, што е многу битно. Јап. Се селиме на албумот, односно микстейпот на 21 Savage и Metro Boomin. Микстейп? Па не знам како се вика. Брат, ова е топ 10 албуми и топ 10 проект. Ама не знам они како го рачунаат. Сега више во денешно време со стриминг платформите не се ни знае, но Да, ама не знам, ова ми е албум quality би рекол. Да, дефинитивно. Ајде може да ги водиме како албуми сите, нема везе. Да. Како и да ги пишуваме така. Ова е сиквелот што го заслужуваше Savage Mode. Savage Mode 2, 15 песни, перфектно споени меѓу себе, нарација, Out of This World, темите, Феноменална продукција. тоа што треба, продукцијата одлична. Целиот звук е таков murderous, sinister, има некој интересен звук, таков језив што те држи на нозе. Но 21 Savage е на мисија овде да се покаже ко рапер и ко трапер и онака каде што има и обработува сериозни теми. Metro Boomin е овде исто така на мисија доен за да се покаже дека исто така е еден од највлијателните и продуценти во културата, со тоа што ако се навратиш на неговите претходни продукции, ова е многу поразлично. Малце е реминесцентно на Roll Heroes Wear Capes, каде што го има малце тој језив Halloween звук. Да. Но овде е само уште толку порафиниран, ја би рекол. И за мене е доста поенергично од претходно, бидејќи Многу енергичен. Metro Boomin кога се појави кога влезе на голема врата таму од 2015 година, тој стана популарен со многу спорите и многу празни би рекол. Празни, да, тоа повеќе. Каде што му дозволуваше на Future да си прави тоа што си прави со неговите вокални способности и исто неговите колаборации со Young Thug во тоа време. Тоа му правеше, но ова е не знам, ова беше сиквелот што ја го очекував од нив двајца. Одличен проект Savage Mode 2, верувам дека и добро сте го слушнале. Имаме и ревју на нашата страна, да не должиме премногу, мислам дека зборевме веќе за него. Ќе слушнеме интрото кој мене многу ми се свија и песната Running која следува после него, и на кој исто песна можеби во топ 10 или топ 15 за годинава. Исто така ставивме на миксот со Pancho Best of 2020. Чујте го на YouTube или на Mixcloud. И интрото и Running мислам дека се доволни за оваа ситуација, па да продолжиме на тоа што е следно. Идеме. Was all you good for? I'm here to show you more. That's what I'm here for. T.Y. Dolla $ign, Anderson .Paak, Kanye West и Thundercat, Track 6.
од албумот на T.Y. Dolla $ign, кој се викаше featuring, кој се вика featuring T.Y. Dolla $ign. Една песна која уште веднаш што ми излезе, ја ставивме на нашата топ 10 листа и беше таму неколку недели. Едно заради Kanye што е овде, заради мене друго што е Thundercat овде. Ја приметив дека Kanye low-key после втората половина на 2020 имаше активен. многу активност, одлични врсови. Ќе збориме во следната епизода или таа после неа за Playboy Carti. На албумот на Playboy Carti Holler Red имаше од најдобрите моменти од целиот албум. Факт. Ги имаше два пати кај Saint John, ги имаше со T.Y. Dolla $ign, ги имаше кај 2 Chainz. Имаше доста активна втора половина од 2020. Тоа се појави кај луѓе кај што не би очекували инаку да се појави. Да. Очекуваш Kanye да го видиш на good music артисти. Не знам, да се појави не знам. Кади или Така, нешто такво и као скрос тој заминува на сосема друга страна кај што се појавува и кај што дава шајни и му дава значење на артисти кој Saint John, тај Dolla $ign и не знам, тоа ми е интересно. Kanye е многу чуден лик. Da Baby. Му се свиѓа Da Baby. Као Kanye има кажано дека Da Baby му е еден од најдобрите артисти за 2020. Имаше на неговата песна на која излезе така као one off, имаше ремикс со Da Baby и 2 Chainz. Каде што тој го замолил Da Baby да направи ремикс. Не знам, 2020 е чудна година. Кажи ми, Полна со изненадувања. кажи ми дали го преслуша албумот на T.Y. Dolla $ign? Не во целост, со тоа што и мислам дека и тоа е целата концепција на албумот, бидејќи стварно овде се работи за тај Dolla $ign и соработки кои што ги имал. Не знам во кој период е сниман овој албум, но песните тие што ги слушав ги бирав врз основа на соработките кои што и артистите кои што учествуваат на самите песни. Така што ете конкретно овде би рекол Track 6 ми е едно од најдобрите, бидејќи стварно ги има, го има Kanye, го има Андерсон и на крај, значи и да не е Куз би рекол, го има и Thundercat. Thundercat ја има едно од омилените песни мои за 2020 година, така да ми е еден од најинтересните и најспешните артисти. Така што трака за трака не би го слушал во целост, но вака би си одбрал неколку песни, бидејќи се работи за долг албум. 25 песни, тотално различни стилови, од R&B до некој вакво експериментирање до неколку клубски бенгери. Се сложувам со тебе, featuring T.Y. Dolla $ign, повеќе во поглед на синглови и како не е наменет да биде слушан from top to bottom, да. Му обрнавме внимание, ако имате поинакво мислење за него, ве молам пишете ни во четот да развиеме дискусии, ако денеска сме полабави, четот си одмара, ние сме си почил, си ја тераме последната емисија на Pandemonium радио шоу за 2020 година. Се селиме на интересен албум на Bryson Tiller, еден артист кој знам дека го следиш од самиот старт, од тој период таму од 2015 година кога се појавија, кој имаше наплив од вакви артисти. Јоп. Ти што ги велеше дека се копи и сида на The Weeknd? Па тој период имаше кога се случи тој наплив, тогаш ми звучаа сите многу слично. Не можам да ти простам дека се уште мислиш дека Блек е таков артист, брат. Тоа никад нема да го заборавам. Не, некако помина времето си, они си изградија како што треба, али тогаш кога се случи тој наплив, кога тоа беше тренди да се прави, ми звучеше се многу слично, но сега секој артист си е за себе и си има свој стил и ми се допаѓа повеќе од тоа што од тие некои други трендови кои се случија после нив, како на пример Bubblegum и SoundCloud, трап и слично. Албумот Anniversary има 10 песни, половина час трае, доста easy listen и стилот на Bryson е општо easy да се слуша. Па знаеш како, многу ми е интересно дека Bryson кога искочи се појави, сите го дознавме со Trap Soul. Ако не се лажам, беше 2015 и тогаш ми беше еден од најинтересните артисти, значи пењето беше феноменално, продукцијата беше таква буквално кој што збориш, бавна со трап R&B, некој интересен звук, трап ритам со R&B, мелодии и пеење, многу пеење, некој рапување, многу уникатен звук за тоа време. И кога искочи Trap Soul, луѓето не можеа да се задоволат само со еден албум и го на еден начин беше притиснат Bryson за да извади нешто. И извади еден албум во 2017 кој што се викаше True to Self. Да. За мене е огромен мис. Тој албум еднаш го имам преслушано и никогаш се немам навратено. Имаше неколку траки као Self-Made, Run Me Dry исто беше така малце како Afrobeat. Моментот е каде што луѓето не го очекуваат тоа
и е тотално спротивното на самото име од албумот кој што се вика True to Self, бидејќи Аха, да. беше притиснат да извади нешто што е малце покомерцијално, поприфатливо од генералната публика. И затоа за во 2020 малце да се повлече, имаше неколку одовлекувања од самиот албум и во 2020 го извади Anniversary, кој што ете е некаква 5 годишнина од Trapsoul, некакво продолжение би рекол на неговата вистинска музика. За и во 2020 фактички добивме и делукс верзија на Trapsoul, песни кои што ги имаше и кои што постоеа на SoundCloud. Тие 3 песни кои што се појавија на делукс верзијата мене ми се омилени устави од тоа The време. Weeknd. Јап. И Just Another Interlude, омилената Bryson Tiller песна според мене и за мене. Така што Anniversary беше интересен албум кој што буквално го врати Bryson Tiller во тој момент. Продукцијата е многу слична и многу потсеќа на тоа во 2015 што го имаш извадено. Имаме Drake feature овде. Што реков, интересен е, интроспективен, таков е, бавен е и интересен е за слушање, за лабавење во домашна атмосфера навечер. Така што се радувам за Bryson дека стварно се успеа да си го врати и тоа што го имаше и да почне, ете да кажам, по неговиот стар пат да ги задоволи фановите, а со тоа и Kentucky живее. Точно. Одиме со соработката со Drake, Out of Time. А после ќе чуеме песната Always Forever од албумот Anniversary на Bryson Tiller. Ако ви се допаѓа овој звук, проверете го обавезно целиот албум. I've been thinking maybe things were never the way we made. Кој ова мора да го спомнеме и Party Next Door повторно. Го обработивме во претходната епизода на неговиот албум. Сега ќе го спомнеме неговиот Party Pack број 1. Ова беше као throwaway песни кои што рековме се ги во на некаков начин неколку и постоеа веќе на интернетот, но имаше и некои работи што ги немавме слушнато. И ова многу поише мене ми се свиѓа неголи претходни. Јас сум повеќе за Party Packs отколку албуми, искрено. Дефинитивно. Значи постари песни, ремикси, неофицијални изданија. Значи конкретно од албумов Persian Rugs ја слушам, ако ти се верува, од 2014 година на Ми се верува, SoundCloud. да. И West District. Тие се песни онака што ми се мене Epton Certified Party Next Door песни, тој вајб, тоа е негов вајб, тоа е негов звук и никој не може да му го одземе тоа. И сакам така да остане. Сакам поише Party Pack, сакам да слушам ствари кои што ги има вака извадено, што ги има уснимено, но што се чувствува дека никогаш не би ги ставил веќе на албум, бидејќи мисли дека неговата музика веќе иде во некој друг правец. Напредува, да. И стварно сакам да видам што све има снимено, знам дека сигурен сум дека има премногу материјал, бидејќи е таков артист кој што и не снима само за себе, туку голем дел, значи песни снима за Рајана, снима за Дрейк, има многу референс траки кои што тој ги прави, многу пишува и доколку тие не се појават на нивни албуми и не бидат земени, сакам да ги слушнам неговите рендиции од истите. Ставив тука две песни кои се нови на некој начин, кои ги немаме слушнато, песната Candy на која гостува Nipsey Hussle и песната Базин, која после тоа дознав дека си има најдено на еден проект на Lil Yachty од 2015 година, не го знаев тоа. Ја прв слушам за тоа. Бидејќи другите песни ги имавме веќе слушнато, а луѓе ја знае и Базин и баш во коментари на YouTube баш прочитав дека некој што тоаш имало на некој проект, вајда некој микстейп или нешто такво. Така да ги слушаме песните Candy, Базин, додека сме во овој стил Easy Vibes, понеделник вечер, последен понеделник од 2020 година. Пандемониум радио шоу број 8, правиме ретроспектива на 2020. Стигнавме негде до октомври, ако не се лажам, октомври-ноември. Party Next Door, Nipsey Hussle, Candy. Make your phone stop ringing, those niggas won't call you again. Bring the noise to them niggas. Bazin, PND, Lil Yachty, Murder Beats on production. Party Pack, ако го нема да слушнато, чујте го, топло го препорачувам и јас и Трајче. Стигнавме до октомври-ноември, нашата прва емисија на Пандемониум радио шоу за 2020 година се случи на 9 ноември. И од тогаш натаму мислам дека опфативме 90% од вредните работи кои требаше да се опфатат. Апсолутно, да. Со тоа што и доколку не слушавте, а претпоставувам дека не слушате, не знам, секоја недела музиката што искачаше ја поминувавме, зборевме за неа,
дававме и она поголемо внимание на албумите, онака што нас ни беа хајлајти, што мислевме дека треба да ги поминеме се до крајот на годината. Така што и за крај оставивме малце поинаков звук. Но пред тоа, да. сакаме да го спомнеме Сейнт Джон, еден артист за кој што зборувавме многу пред неколку епизоди, може да го слушнете тоа ако ви интересира повеќе. Има една многу интересна соработка со Black и со Kelani, кој е некаков ваков сличен стил. И ама на крајот на денот е соодветно за Сейнт Джон. Иако тој е енергетичен, го има тој меланхоличен звук за да се поврза за да направи таква музика. Ајде да чуеме оваа песна, сакавме да ја најавиме и да ве потсетиме дека ги има сите епизоди достапни на Mixcloud, на Spotify и на Anchor. Може да ги пронајдете кај нас во био, на Milkshake-от, на Pandemonium Radio. Идеме со Сейнт Джон, Black и Kelani, песната Ransom во овој вајб, па после ќе влеземе да позборуваме за една друга трака која мене ми е хайлајт последниве 2 недели. Holidays in California quite strange. Тоа е вајбот. Со оваа песна го завршуваме овој вајб. Вајби chill R&B trap soul, како и да е. Ке сакам да најдам следната песна, која е песна од албумот на Static Selecta, еден продуцент и диџеј кој има дојдено во Скопје преку Шршац, ако не се лажам, 2015 година. Така нешто. Дојде повторно во 2018. The Balancing Act се вика неговиот албум. Иако не сум фан, не сум преголем фан на бумбапот, иако оваа година се вратив на него, постојано кога ќе извади проект го слушам и му давам внимание бидејќи ми се допаѓа неговата продукција и секогаш има на неговите албуми и old school артисти се разбира, но има и многу new school артисти меѓу кои со 2 Chainz работуваат често, Wiz Khalifa, а оваа година го има и Джек Харлоу, песната Time, која ќе слушнеме следна, е во соработка со Джек Харлоу, инаку овој албум беше многу добро прифатен од публиката и треба да го зирнете, има многу добри гостувања, многу добри битови, се опфатено некако за љубителите на бумбап звукот, топло го препорачувам. Но сакам да кажам нешто повеќе за песната Time со Джек Харлоу. Мене ми бидејќи излезе сличен период како албумот на Джек Харлоу, оваа песна ми беше као бонус, као не ми дојде као бонус трака од самиот албум. И е многу интересно дека баш тука и избори за Мек Милер, а и на моменти звучи као Мек Милер, нешто со кое го зборевме и со тебе на Pandemonium Radio Show, Да. а го зборевме и со луѓето кога правевме listening session за самиот албум. Оваа песна ми е хайлайт за последниве 2-3 недели. Дали имаш слушнато? Интересно е што мојата замерка дека тој звучи на моменти ко Мек Милер беше пред да ја слушнам песната. Тоа после го увидов. Исто. Да, значи албумот го немам слушнато во целост, но ги имам видено и сите тие фичерс кои што се појавуваат. Ги имаш тие легендарните old school hits, имаш Sean Price verse овде. Има Black Thought, има Method Man. Го има стајно Conway и 2 Chainz на иста трака, така што Звучи многу Killer добро. Mike исто така. И таа е една од подобрите. Го има неговиот константен колаборатор, а тоа е Joey Badass, така што има овде многу Нью Йорк и многу рап, но да, кој што велиш овде Джек Харлоу го има тој моментот кај што и мислам дека е може единствениот кој што ете на тој начин и одскокнува бидејќи не е во таа клапа на артисти кои што Static Selecta и цело време соработува. Да. Ја најавив ја песната, албумот исто така ми се допаѓа, за љубители на таков звук слушнете, но повидно ми да ја слушнете песната и да ја обрнете внимание и на текстот и на саундот. Идеме со Static Selecta, Джек Харлоу, Time. No tune. Turn my voice up a little bit. West Side Gun, Slick Rick беше тоа на крај и во средината Busta Rhymes. Која комбинација, како се нашол Slick Rick на оваа трака? Мислам дека е таа Нью Йорк би рекол конекција бидејќи овде се наоѓа и Busta Rhymes. Ова е од последниот албум на West Side Gun кој што искочи годинава, а тоа беше Who Made the Sunshine. Ова е впрочем и неговиот commercial debut кој што се појави на Shady Records, но за жал единствениот бидејќи се појавија некои диспариties помеѓу нив и Пол Розенберг и Eminem, со тоа што не беше воопшто и би рекол немаше никаков адвертајзмент, немаше никакво промо од Shady Records за овој албум и тоа некако се одрази на West Side Gun да самиот себе да се дропне од својот лейбл, но интересно е дека ова е и третиот проект. Го зборевме Pray for Paris во првата емисија.
ова е Who Made the Sunshine, но измеѓу го извади уште еден албум, тоа беше Fly God is an Awesome God 2, кој што е интересен проект, но малце поразличен. Тоа е во голем дел е колаборативен проект со Stoga Cooks, кој што го според мен извади еден од најдобрите албуми за 2020. Преслушајте ако сакате, ако сте заинтересирани за West Side Gun, слободно преслушајте го. Мене ми е интересен, малце ексцентричен, но поинтересни ми се и посебно годинава поинтересни ми се Conway и Benny the Butcher. Од Гризелда, така. Да, тоа е од Гризелда кампот. Кога гледам вака и во 2021 на интересните артисти воопшто, со тоа што стварно сум закачен, не можам да кажам, сум закачен, имам некој, би рекол, ако се работи за таков вид на хип-хоп музика, малце сум biased кон тоа. Conway извади еден феноменален албум, се вика From King to a God, каде што има една интересна, доколку сте заинтересирани за тој звук, каде што се вели дека Benny the Butcher вади hood music, кој што не ликува многу на Jay-Z, а Conway е тој што вади gun од спротивното. Значи ако Benny е Jay-Z, во тој случај Conway е Biggie Smalls, бидејќи стварно вади тако gun music, каде што се збори за toting guns и уште све тоа. Го нема толку многу dope talk, но го има тој стрикт ток во целиот. Продукцијата е феноменална, се позајмено од многу различни продуценти. Таква е Sinister, некако наликува на рап верзијата на Savage Mode 2. Тоа е мојата аналогија за сето тоа. Conway е феноменален низ целиот албум со неговите текстови. Има одлични соработки, за овде имаме спремено 2 траки. Тоа е Frontlines, која што киде сега, и Lemon, која што е колаборација со Method Man. Така да, Дарко, не знам, претпоставам дека ти го немаш слушнато овој албум. Овој албум го немам преслушано, баш би сакал да слушам сега што ни одбра, бидејќи со Гризелда сум hit and miss некако. Да, love and hate relationship. Да. Ја го форсирам Дарко да слуша ова, така да идеме со Frontlines да чуеме, па се враќаме. Ги оставивме на крај овие неколку албуми на Гризелда екипата и на крај на Action Bronson, бидејќи се албуми кои до лани ќе спаѓаа во underground хип-хоп, но оваа година си го заработија своето место на под наводници мејнстримот, стана популарни, го ја пробија таа бариера. Видовме дека и многу комплекс магазини, многу други ги рангира исто. И ги вреднуваат веќе, као добиваат coverage од големите ети индустрии, од големите социјални, тие што имаат влијание, значи од влијателните пејџови, од сето тоа, добиваат внимание, добиваат шајн. И за мене е многу интересен момент, бидејќи 2020 стварно се случи некаков преокрет, значи да добиеме албуми ко Алфредо и тие сите да бидат на еден начин, како да кажам, да бидат ценети за тоа. Да бидат ценети, да бидат на местото каде што заслужуваат да бидат. Да. А и тоа само дава да се вратиме King's Disease. Ако не беше, мислам дека и Алфредо и таквите албуми кои што се појавија стварно од голем квалитет, мислам дека и ќе се изгубеше и King's Disease помеѓу сите останати. Кога сме кај него, конкретно следниот албум кој ќе слушнеме, Burden of Proof на Benny the Butcher, мене ме потсеќа малце на King's Disease, бидејќи има и продукција од Hit Boy. Во целост е продукцијата на Hit Boy, значи Hit Boy и овде е executive producer, и затоа е еден од најзафатените MVP за годинава. Кажи нешто повеќе за овој албум, Burden of Proof на Benny the Butcher. Па пиша уште кога го најави, уште кога искочи, не знам, врз основа на тоа што извади лани во 2019 албумот The Plugs I Met беше феноменален албум, мене многу ми се свиѓаше и не мислев дека Бени ќе има нешто плюс да додаде во неговото следно издание и го докажа спротивното со тоа што Burden of Proof беше краток албум, би рекол, бидејќи е 13 траки долг, но продукцијата е 2 нивоа над све тоа што има извадено претходно. Аутрото, тоест интрото на самиот албум е една од најдобрите траки според мене што искочи годинава. Ќе ја слушнеме сега. И
Не знам, еве сега баш зборевме пред да тебе те потсеќа на нас, а мене ме потсеќа многу на Jay-Z. Не знам зошто, но многу има тој момент на 2002-2003 Jay-Z, каде што Jay-Z со Blue Magic, со сите тие продукциски, но и вокалот и тоа тој што го збори, ме многу потсеќа. Не, конкретно ме потсеќа на King's Disease од нас, поради продукцијата најверојатно, поради начинот на кој што е направен, должината, сличен период излегува, некако си правам паралела помеѓу нив. Така. Не знам, останува, имаме одбрано две траки да слушнеме, тоа е Burden of Proof и One Way Flight, на која што гостува и Freddie Gibbs. На албумот гостуваат и ликови, нормално ги има West Side Gun, го има Conway, го има Rick Ross, кој што има одлична исто така исто Lil Wayne и Big Sean на песната Timeless. Yep. Не знам. Queen Naija која е пејачка, така модерн R&B со малце регие моменти. Така. Том Кенеди. Исто. NYC Legend. Така да, ако сакате, ова е за мене топ 10 албуми, топ 5 би рекол, сигурно. Стварно одлична одлична екзекуција на албум на највисоко ниво што може да постои и е хайлайт за целиот Griselda камп и за тоа што тие можат да направат. Аре да чуеме Burden of Proof, Benny the Butcher. Слушате го ова интро, молам. What you coming, nigga? Benny the Butcher, One Way Flight, после работка со Freddie Gibbs. Овој албум што најмногу ми се допадна мене од цела Griselda екипа, Big Up за Benny the Butcher. Има веќе неколку песни ставени во Сарато, така да очекувате во некои следните сесии или миксови да биде малце посветен повеќе на Boom Bap. Едва е тоа, чекам да го слушнам. Не знам што се ќе содржи тој микс, ама чекам да го слушнам тоа. Ќе видиме, имам спремно многу интересни ствари за 2021 година, искрено. Планирам да направам малце пауза во јануари, бидејќи мислам дека се презаситив и јас, но и луѓето со сите овие стримови, миксови, нашето шоу, сакам да го направиме да биде малце по комплетно и да го изфилтрираме на еден начин. Да се биде уште подобро. Потом ќе повторам уште еднаш последна епизода за 2020 година, многу ми е мило дека истеравме 8 без прекин и покрај сите препреки као моравме второто издание преку Zoom. Yep. Немавме опрема, измисливме нешто, сега имаме и опрема, така да big up до сите што не слушаат, фала ви многу за вниманието. Стигнавме тука до крајот на ова издание. За крај го оставивме албумот на Action Bronson. Only for Dolphins. Ајде најави го албумот, па после да направиме официјално одјава, може? Да. Не знам од кај да почнам за овој албум, бидејќи стварно сум голем фан на Action Bronson и после албумот Lamb Over Rice, што еве ја и Домилев го ни е еден од подобрите Action албуми. Не знаевме што да очекуваме, бидејќи од албум на албум Action знае многу да дивира, знае да многу различни правци во неговата продукција најчесто. Раповите остануваат исти, референцира храни, збори за неговиот лајфстайл, но тоа најчесто што е случајна промена е продукцијата, бидејќи секогаш наоѓа некои нови работи, нови семплови, нови инспирации, работи со нови продуценти и ете, Only for Dolphins не беше ништо поинаку и ништо поразлично. Ништо поразлично во принципот, во пристапот на креирање на еден албум, би рекол. Така да, продукцијата беше многу поразлична него ли тоа претходно што имавме слушнато, многу по, би рекол, малце трипи, бидејќи овде стварно и референцира и психодели, и тоа пак се одразува на неговиот живот и све тоа тој што прави. Има текстовите се исто такви, покрај тоа неговите класични версови за храна, овде е малце поише соло настроен, нема толку многу фичерс и тие што ги има се сведени на минимум, така што според мене беше интересен албум, не беше нешто многу долг, сосема доволна должина за да можеш да сватиш што е и како е и каде се наоѓа умствено Action Bronson и што сака да направи. Сепак е индепендент и тоа што го прави е self-made. Се тоа што прави надвор од музиката исто така придонесува кон неговиот алур и се тоа што он стои позади него. Така да албумов беше, не знам, за 2020 за албум кој што се појави во октомври, ако не се лажам, или во ноември го добивме, мене ми беше интересен албум. Ми се свигаше многу, интересен, версатилен
искро Section Bronson релиз кој што не беше нешто неочекувано од него. Тоа што ја слушнав, мене искрено не ми се допаѓа. Малце е чудно. Премногу чудно за мој вкус. Ги имаше и на плейлистата на Кире, на првата Pandemonium Get Selection, не ми фатиува и нема ни да му дам шанса, искрено сега за сега. Тоа е тоа. Ќе завршиме Section Bronson. Благодарност уште еднаш за сите што не слушавте вечерва, што се уште сте со нас, сите што не слушавте во претходниви изданија на Pandemonium Radio Show, сите што не читате и не поддржувате на Instagram. 2020 година беше годината кога Pandemonium Radio конечно застана на нозе и се надевам и сум сигурен дека ќе остане да биде така, ќе продолжи да биде така и понатаму. Би посакал да имате среќни празници, среќна нова година, да донесе 2021 подобри работи него што донесе 2020, да се слушаме повторно и да комуницираме и да збориме за музика и да се дружиме понатаму во 2021. Тоа ни е еден од плановите кои што ги имаме планирано за Само да помине зимава да издржиме, ние ќе бидеме тука со интересна содржина, со изфилтрирана содржина, подобро смислена емисија, порафинирани, да. Подобри текстови, подобри дизајни и така натаму. Big up до сите што не слушате, уште наш благодарност. Те су Мери Скреч, Трајче до мене, Алекс е тука, директно од Pandemonium Headquarters, последната епизода на Pandemonium Radio Show за 2020. Се слушаме повторно нареден понеделник, не застануваме, не правиме пауза. Ке најверојатно ќе продолжиме со ретроспектива, ќе збориме за некои други стилови кои ни ги слушавме во 2020. Ќе видиме до кај ќе стигнеме и со тоа. Идеме лабаво, сепак се празници, не треба да има многу стрес, не треба да има премногу замарање, да си уживаме сепак ова го правиме од љубов и сакаме да биде пред се лабаво дружење, позитивно, а се разбира биде и професионално колку што може. Се слагам ја, така што Дарко кажа све што ја би рекол, само би додал и остои од мене. Ве поздравувам, ви благодарам многу на поддршката што не слушате секој понеделник овде што сте со нас, што издржувате по 2,5-3 сати понекогаш. Така да се гледаме следен понеделник, се гледаме во 2021. Ние сме тука да останеме, ќе покриваме уште многу музика. Може би ќе направиме малце, ќе измислиме некои поинтересни теми кои што ете така ќе продолжиме и да го задржуваме и в нашето, а и нашето внимание, со тоа што ќе почекаме и да видиме што се ќе искочи во јануари за да покриваме и од аспект на нова музика. До тогаш ќе ја покриваме и се тоа, бидејќи стварно има многу музика која што не ја покривме. Ова беше само некој вид би рекол на меинстрим релисес кои што и се беа хайлайт за 2020. За американската сцена, за американската што сцена. Бидејќи двајцата слушавме музика што не доаѓа од Америка. Да, во следните 2 недели ќе ја покриеме музиката која што нам стварно не значеше и за која што сакаме да збориме. Се надевам дека ете ќе се уклучите да не слушате и нас. Така да тоа е од мене. Ви благодарам многу уште еднаш. Алекс сака да каже нешто? Алекс. Дефинитивно се сложувам со тебе. Тоа е хайлайт. Тоа е единствениот хайлайт за овие 8 недели. Може да се јавиме со тоа. Поздрав дечки, фала што не слушавте Pandemonium Radio Show број 8 is out. Latin Grammys, Action Bronson. Имајте убави празници, среќна нова година и уживете. Yeah. I might not be able to touch my toes, but I will still fuck these hoes. I might not be able to touch my toes, but I will still fuck these. You take steps to get to the sex, I just flex like Lex, dance moves with the pecs.